на реплика кон господинот Талат Џафери. Господине Џафери, знам дека вие зборувате во името на ДУИ. Во Европскиот фронт е дискутабилно колку може да дискутирате во нивно име, но во името на ДУИ да се согласувам и би сакал да поразговараме малку, бидејќи тоа е мој став. Така, тоа е мој став. Без нервоза, без нервоза. Господине Џафери, видите вака, прво е некоректно, како поранешен долгогодишен претседател на ова собрание, да кажувате дека колеги и пратеници не знаеле зашто гласале. Тоа може да му се случи на некој што е прв ден во собранието, прва недела во собранието, но на толку многу искусен човек, како претседател на оваа комисија, би сакал да ве замолам дали ви беше лапсус, дали во жестината на говорот, мислам дека е некоректно и не фер да било кој пратеник му кажете дека не знае зашто гласа. Ти не можеш да цениш мој говор, реплицирај на што треба да реплицираш. Јас не ве прекинав. Ако може го исклучите, тоа е треба да реплицираш и не коментирај мој говор. Ве молам да исклучите тоа. Тоа е мое право. Јас ќе исклучам микрофон во моментов кога вие ќе реплицирате на оно што мислите да реплицирате, а кому му се обраќам и на мојот говор содржината немате право да коментирате. Добро. Значи, тоа е мојот став, вака како претседател на комисијата и како пратеник, не е дисциплинирање, но навистина сум вчера невиден како така навредувате колеги. Второ, господине Џафери, дали еден закон е уставен или еден закон е неуставен, ниту јас, ниту вие сме овдека тие што ќе пресудат. Во правна држава, во демократија, се гласа Уставен суд. Уставниот суд, секој акт кој што е создаден и излегува од ова собрание, има можност да го ревидира и по него да се произнесе. Вие како пратеник имате право до Уставниот суд да поднесете соодветен поднесок и истиот да го одлучи дали е уставен или не е уставен. И таквиот дел на дискусија според мене е инсинуирање, затоа што знаете дека не сте надлежен за тоа. Господине Џафери, и ќе потсетам дека во Уставниот суд од прв до последен судија кој што е изгласан во собранието е со поддршка на ДУИ или на Европскиот фронт, и тоа сакам да ве потсетам, но еве слободно до Уставен суд, дали нешто уставно или не, ќе си каже тој. Господине Џафери, сакам да известам и јавноста, да ви реплицирам и на вас, а тоа е дека во делот на политичката жестина, на политичката борба, она кое што го промовиравте како поранешен претседател на ова собрание, дека собранието треба да го држи дигнитетот, а не да се бави со предизборни калкулации и реторики, јас ќе ве потсетам дека вие токму тоа го направивте според мене. Ова во интерес на јавноста сакам да кажам дека е целосно усогласување со законот за државна управа, кој што е гласан во ова собрание, го извадив листингот и од Али Ахмети, и од Арбана Пашоли, и од вас, господине Џафери, и од предлагачот на амандманот, и од господјата Тоска, од сите вас ова е гласано. И е многу некоректно да при тоа правите спин дека вие не сте од тука и дека некој некого ќе му земе. Ниту еден закон, ниту едно законско решение во ова собрание нема да наштети на ниту едно право кое што било кој граѓанин од било која етничка, верска или било каква друга припадност го остварува, и е нечесно и некоректно со тоа се бавите. И на крај само ќе кажам уште две реченици. Првата реченица е следна. Ова решение и намалување на буџетските корисници го има и во националната развојна стратегија. Ова го гласале сите министри на ДУИ во последната влада. Сите до еден го гласале министри на ДУИ. И второ, Европскиот фронт, треба да знаете дека да сте европски, Европската унија ова го бара, намалување на буџетски корисници, скратување на инспекторати, се со цел да продолжат реформите и Република Македонија да ги добие потребните средства кои што Европската унија ги има определено за нас. Ова е вистината, сето друго е гола политика и уште погола реторика. Благодарам. Контрареплика претпоставам дека има пратеникот Талат Џафери. Поверете.